Штетите кај оризот во Кочанско годинава ќе бидат големи, но до 50% од родот нема да однесат, смета професорот на УКИМ и директор на Земјоделскиот институт Добре Андов. Се уште е рано да се оцени приносот на оризовата култура, така да рано е да кажеме дека 50% ќе бидат намалени приносите. Сепак зависи од почвата, кај потешките почви, односно кај непропустливите почви, кај смолниците, таму се таложат хербицидите, не се измиват, че не паѓат во подолните слои, остануват во зоната на кореновиот систем и тие така делуват што делуват не се селективни, делуват врз оризовото растење, односно тоа и самите земјоделци го имат видено, самиот коренов систем гние. Поред Андов, вегетативните аномалии се појавиле поради неправилен и ненавремен третман, но и поради неквалитетни препарати. Бевме на терен, ги видовме состојбите, значи што констатиравте? Има одредени проблеми. Наша констатација за сега е дека тоа е од употреба на несоодветни хербициди или пак несоодветна примена на хербицидите, односно на нерегистрирани хербициди купувани на црно, без опаства, без речеме некоја преточувани, не знам како се што прават, да не јас да не шпекулирам. Сега наша констатација е дека проблемите се јавуваат од хербициди. Кулминација на сето ова, потенцира професорот, е и фактот што голем дел од земјоделците за стручна помош не доаѓаат превентивно. Не ја бараат откако проблемот ќе се појави во критична фаза. Они кога имат мака се консултират некоја мака, ме разбирате. Со нас често се консултират, има некои земјоделци кои редовно се консултираат, редовно барат помош. Состојбата со оризот во Кочанско стана актуелна од пред неколку дена, кога производителите јавно на ТВ Стар се пожалија дека битката со болестите на оваа култура годинава ја изгубиле и дека родот ќе им биде преполовен.